Денеска ќе зборуваме за една интересна тема која што Господ ми ја даде да ја споделам со вас и е поврзана со она кое што овој период целосно го повторуваме, ако сте забележале, победа против злото, победа над злите сили, ослободување од истите, разрешување од магиски дејства. Ова е многу важно да се разбере и духовно да се практикува, бидејќи христијанството не е клуб на читатели. Христијанството не е само религија која што се карактеризира со одредени обреди и ритуали. Христијанството пред се е личен однос со Бога, лична релација со Бога да имаме, кое што е овозможено заради Христос, она што Христос го направи за нас, а тоа е за сите нас и на нашите гревови умре на крстот, беше погребан и на трет ден воскресна. Амин. Но многу луѓе не ја познаваат основата на христијанството и затоа се научени само со ритуали, само со одредени свекички, со одредени обреди и добри нешта кога мислат дека ќе ги извршат тие добри нешта, дека се поблиску до Бога, не разбираат дека смислата на христијанството се темели на Христовото завршено дело на крстот. Имено Христос дојде на овој свет за да ја исполни волјата на Таткото Небесен, да ни ја објави Божјата љубов за сите нас и потоа за сите нас да умре на крстот, земајќи ги нашите гревови врз себе. Наместо нас, Он се стави на место на страдање, умре за ние да живееме. Но со тоа што Тој го направи, не помери нас со Бога. Ја обнови релацијата помеѓу човештвото со Бога и Бог со човештвото. Инаку, не можеше грешниот човек никако да биде во релација со Бога. И тоа се одвиваше само преку свештеници. Свештениците беа тие кои што вршеа застапување. Го објавуваа она што Бог го објавуваше во светите книги, го објавуваа на луѓето, но исто така ги застапуваа луѓето пред Бога. Но кога дојде Христос и кога го исполни она што требаше да го исполни, свештенството се укина. И сите што веруваат во Христос веќе имаат можноста директно со Бога да комуницираат и да го третираат како нивни родител, бидејќи Христос не посини и не направи Божји деца. Секој што верува во Христос, е пишано во Библијата, е Божјо дете, кое што по милост на Бога е посинето. Не е родено веќе од маж, не е створено од маж, туку е родено од Бога. И така ние како родени од Бога треба да знаеме дека во животот со Бога, во заедништвото со Бога, треба не само да се насладуваме на Божјата благодат и љубов за нас, туку исто така треба да дејствуваме, да ја спроведуваме волјата на Бога, да ја продолжуваме мисијата на Исус за спасение на човештвото преку споделувањето на Евангелието. Евангелие е радосната вест дека Бог толку ги возлюби луѓето што го даде својот единствен син Исус Христос за секој што ќе поверува во него да не загине, туку да прими вечен живот. И тоа на нас ни е дадено да го правиме, да ја споделуваме таа радосна вест, да се молиме за луѓето, да сме светлина на овој свет, да бидеме израз на Божјата љубов, израз на Божјата благодат, израз на таа Божја светлина. И точно кога го исполнуваме тој повик и кога веќе сме допрени во срцето со Христос, имаме одредени проблеми. И тие проблеми некогаш се видливи и некогаш може да се детектираат како расправи и по дома, прогонство од луѓе, неприфаќање, навреди, критики и така натаму. Но во духовен аспект, кога ги разгледуваме, таквите проблеми многу често се проблеми кои што се предизвикани од ѓаволот, кој што е непријател на Бог и на Божјиот народ, и заедно со неговата војска демони ги напаѓаат Божјите луѓе и сакаат да ја угнетат човечката душа. Така да тој непријател е непријател не само на христијаните, туку на секој човек кој што е створен на оваа земја, бидејќи секој човек е створен според образот на Бога. Ѓаволот кога го гледа човекот, директно е провоциран и е нервозен и е гневен, бидејќи не може да поднесе некој да го носи Божјиот лик. И затоа тој се противи на секое Божјо создание, особено на луѓето. Но луѓето без Христос не се спасени, немаат спасение.
и се лесна жртва, лесен плен на нападите од ѓаволот. Но сите ние кои што веруваме во Христос, веќе сме спасени и сме Божји деца и како такви имаме можност да се спротивставиме на ѓаволот и на сето она што тој го прави. Зошто? Бидејќи Исус веќе го порази ѓаволот. Тој дојде да ги сруши делата на ѓаволот. И нашата борба против ѓаволот е со авторитетот во името на Господ Исус Христос да се спротивставиме, да укажеме на тоа што Исус направи за нас и да го прогониме од нашиот живот и од нашето семејство и од луѓето на кои што им помагаме или им служиме. И затоа сакам денеска да ве некако воведам малку подлабоко да ги разберете нештата за духовните напади. Бидејќи се различни и бидејќи многу луѓе кога имаат напади не знаат каде да одат и најчесто се обраќаат на погрешни места, одат на места каде што не треба и после нивниот проблем е двојно умножен, ако не и повеќе кратно. Зошто е ова важно? Како христијани, вие треба да ја знаете молитвата кон Бога, дека е разговор со Бога. Нема христијанин што не знае за молитвата, нели е така? Но христијанството не се засновува само на молитвата, туку на действието со вера во името на Господ Исус Христос. А тоа е да се спроведе Божиот авторитет против злите сили и против делата на ѓаволот или сатаната. Постојат неколку индикатори дека сте вие под духовен напад. Под еден, игнорирање дека сте под духовен напад. Многу пати луѓето ги игнорираат проблемите. Некои луѓе одат во крајност, во смисла, наместо да превземат лична одговорност за својот погрешен начин на живот, тие што прават? Многу често велат, ѓаволот ме нападна, некој ми направи магија, нешто ми се случува. Не се свртуваат кон себе си да видат какви мисли имаат, какви зборови изговараат, каков животен стил живеат и потоа крив е ѓаволот, криви се демоните или некои луѓе што наводно прават магии. Мораме да знаеме како живееме. Не можеш ти да живееш расипништво, бунтовно, грешно, да правиш зулум, да повредуваш други луѓе и да очекуваш ружи да ти цветаат во домот. Не може. Едноставно треба да си свесен за тоа, дека сите твои постапки еден ден ќе ти се појават како последици со кои што ти треба да се справиш. Ако во меѓувреме осознаеш што не треба и го избереш Христос, тогаш Христос ќе те ослободи од последиците на гревот. Но мораш сам да имаш увид каков живот живееш. Многу луѓе не превземаат одговорност за начинот на живот и многу често изговорот е ово е крив, оно е крив и тој е крив и така натаму. Други одат пак во друга крајност, велат дека не постои ѓавол, не постојат демони, не постојат магии. Меѓутоа, многу е важно да сватите дека кога тоа се негира, тогаш вие ја негирате мисијата на Исус, бидејќи Исус е тој кој што се посвети во својата служба да ги ослободи луѓето од демони, да ги ослободи луѓето од проклетства и од секакви болести кои што се одлика на тие проклетства. И ти кој ќе кажеш не постојат проклетства, не постојат духови, не постојат, ти автоматски велиш, па Исус не работел ништо, не правел никакви ослободувања, немало такво нешто. Немојте да мислите дека сме попаметни бидејќи живееме во овој век. Свеста интелигенцијата е иста, дури би рекол уназадена во овој век, без разлика на технолошкиот развој. Многу луѓе мислат ако живееме во модерно време, со познание на технологија и различни достигнувања што човештвото нели ги има, мислат дека овие од старо време биле приглупи. Не е така. Немојте да се залажувате, би рекол дека ние одиме во регрес, наместо цивилизација, ние се враќаме со умот и со интелигенцијата, се враќаме во камена доба, бидејќи основните човекови карактеристики за солидарност и сочувство гледаме дека не достигаат. Како дивљаци луѓето живеат. Во Христос имаме едно припитомување, имаме едно облагородување на нашето живење, на нашата душа и на нашето битие. Затоа кој е во Христос станува ново создание, а старото заминува и не е веќе дел од него. Значи, мора да сте свесни како живеете и дали вие чувствувате проток
на Божја благодат секој ден, дали тоа го чувствувате како да ви е убаво, или пак чувствувате како да сте заробени. И тука треба да сте свесни, не да го ставате проблемот под тепихот, туку да си забележите. Јас го имам овој проблем. Значи, еве еден индикатор. Доживување на успех уште пред да си подготвен да се справиш со успехот е исто така одлика на духовен напад. Имено ние знаеме дека секој е добро доаѓа од Бога и секој совршен дар доаѓа од Бога, од таткото во светлините во кога нема ни сенка од промена. И автоматски не размислуваме дали тоа што нас ни се случува нели како успех, како просперитет, си го земаме здраво за готово дека е од Бога и не размислуваме дали би можело тоа пак да е стапица. Имено ѓаволот може да помогне да го добиете тоа што вас ви треба во моментот или многу го посакувате, но со цел тоа да ве уништи. Некои посакуваат многу пари, некои посакуваат успех во работата, популарност, просперитет, некои нова брза кола. И токму да речеме после приливот на парите се распаѓа бракот и семејство. Добиваат пари и парите почнуваат да ги владеат. Бидејќи не се спремни како да вложуваат, пробуваат со едно, со друго, со трето и на крај среќната приказна завршува и се води извадокот дека парите се отепувачка. Но не мора да е така. Не парите се отепувачка. Твоето незнаење, твоето неспособност да се справиш со силата што ти е дадена без разлика дали е во пара, дали е во брза кола, дали е во успешна работна позиција. Тоа е проблемот. Еве како пример ви спомнав, да речеме успех во работа или популарност, просперитет. Да, успех на работа, достигнување, можности, бизнис проекти, едно, друго, трето, се случува работохоличност и твоето здравје опаѓа еден ден инфаркт. Што тоа што ти доби успешна работа? Што ако го добиеш целиот свет, а ја изгубиш својата душа? Па не е смислата во тоа да имаш најдобра работа и најдобра плата. Еве ќе ја имаш, еве ќе си најпопуларен, на позиција ќе бидеш. Што тоа ако ти децата не си ги видел дома? Ако твоето здравје се нарушило? Што тоа ако ти патуваш нон-стоп и нон-стоп имаш опции и искушение за прељуби? Што тогаш? Значи ѓаволот добра стапица постапил, нели? Еве нова кола, пример, брза кола. Сакаш, добиваш и што се случува? Точно заради имање на нова брза кола се случува страшна сообраќајна незгода. Поентата е, некогаш треба да сватите дека благослов е да немаш. Зошто? Затоа што ако му се довериш на Бога, тој знае кога треба да добиеш и што да добиеш. Тој не касни со своите ветувања и со изобилието што го има за тебе. Но треба во правилно време да го добиеш и на начин што тој ќе промисли, а не ти со твојот ум и со твоите желби рој со цел да ги добиеш сите тие желби, а да го третираш Господ како да е духот од Аладинова ламба да ти исполнува 3 желби. Како луѓето што ги познава во минатото, првата свеќа ја запалив за да положам испит. Втората ја запалив за да го сретнам љубовникот на мојот живот. Третата, мама да ми купи кола. И тоа христијанство е? Не. Тоа е приказна за добра ноќ. Толку. Во Поговорки 19:2 вели желбата без знаење не е добра. А кој брза со своите нозе го промашува патот. Ова е важно да го сватите, бидејќи ѓаволот сака да сте во брзање, да ја зграбчите моќта пред да бидете спремни за истата, да искористите приликата за работна позиција или за нешто, многу брзо да искористиш таа прилика, со цел да не си спремен да им помагаш на другите, туку да те намести да се фокусираш само на себе и за себе. И затоа треба да се внимава, бидејќи доживувањето на успех не е секогаш одлика дека Бог излеал благослов. Бидејќи сум видел луѓе што успеале, биле постигнати работни позиции, плати, пари и се, а после тоа го нема бракот, децата разуздани по улица,
нема хармонија, нема здравје. И каков е тој благослов од таа работа? Не, никаков. Затоа бидете духовно будни. Не е се црно-бело. Словото Божјо ни открива каква е вистината и реалноста што треба да ја видиме. Трет индикатор за духовен напад, тоа е злоупотреба со алкохол, злоупотреба со таблети, со дроги, со пушење трева, прејадување, зависности, коцкања, порнографски содржини, зависности од социјални мрежи. Сето тоа човекот го практикува со цел да ги оттапе, да ги отупи емоционалните болки. Она што внатре во него го боли, сака некако да го анестезира. И затоа прави прејадувања, практикува или алкохол, или нешто друго се занимава, некако да го затупи тој момент. Проблемот е или емоционална болка, или дистанцирање од реалноста, со која што не може да се носи. И тоа е основен мотив за да пристапи кон овие средства кои што не се добри и кои што се субстанци, што би ги нарекол пипала на ѓаволот или пипала на сатаната. Ги пушта своите пипки и потоа ве зграбчува и ве држи. Ви ја цеди радоста и ви го одзема животот. Затоа треба да внимавате, бидејќи кога се практикуваат такви нешта, такви субстанци, ќе помине дејствието на алкохол, на џоинтот или на што и да е, тагата станува после тоа уште поголема и агонијата во животот на тој човек станува уште поголема. Апостолот Павле вели во Ефесијани, 5 глава, 18 стих, и не опивајте се со вино, зашто тоа е разврат, туку исполнувајте се со духот или бидете опијанети во духот. Што значи тоа? Треба да изберете едното или другото. Ке се леам со вино, односно во превод, ке се налевам со светските субстанции, како апчиња, како кока-коли, како храни без мерка, како дроги, како џоинтови или различни други субстанции, или пак ќе се опивам во духот. Опивањето во духот, знаете, да се пребива во Божјото присуство, да се молите на јазици и целосно да се излева од вас Божјата сила и Божјата благодат. Така да, ова е многу важно да го сватите, бидејќи тоа е ваша лична одлука. Но вие кога сте под духовен напад, желбата за да ги користите овие нешта ви расте, ви станува поголема. Чувствувате како нешто да ви фали и тогаш постигнувате малку џоинт, малку скоч, малку не знам, малку 5-6 диазепама и така се помалку и стануваат 10-15 и така натаму и така натаму. Многу е важно да престанете со злоупотреба на вакви субстанци, да се спротивставите на тој нагон и истото да го замените со нешто подобро. Пример, ти се пуши, ти се зима диазепам, ти се зима џоинт, ти се зима ракиичка или не знам што. Престани. Но не е доволно да престанеш. Спротивстави се и замени го веднаш со нешто подобро. Читај Слово, Библија. Моли се, пушти духовна музика, гледај христијански филмови на интернет има. Значи не е само да престанеш со тоа, туку веднаш да го замениш со нешто подобро, окей? Дали го разбирате? Бидејќи нема да сте среќни. Многу луѓе што се зависни од порнографски содржини, верувајте се, сами си пишуваат во животот да останат сами и неспособни за да го сретнат својот брачен другар. Да го знаете тоа. Колку повеќе сте зависни од порнографски содржини, толку повеќе станувате сами и неспособни за брачен другар. За да не бидете инвалидизирани, асоцијални, емоционално отупавени и доволни сами од себе, туку да развиете потреба некој друг да ве надополни, барате од Бога, Боже, прати ми го, или прати ми ја вистинската за мене да ме надополни, за да биде тоа така проточно и лесно, неопходно е вие да решите по кој пат ќе одите. Не може ти да сакаш да се мажиш и жениш, а при тоа сам си се задоволуваш, мастурбираш, гледаш порно содржини, секоја празднина ја третираш со алкохол, гледаш нешто не ти е добро, ајде да ја зепамите или лекарот. Едноставно, вие треба да искусите потреба од Бога, а не да го замените Бога.
Друг духовен напад, кога знаете дека сте под духовен напад, ќе ви се појави искушение на сексуален грев, што веќе го спомнав. Односно, кога се случува таков напад, вие треба да сте свесни. Ако не сте спасени христијани, тогаш може да бидете обседнати од демони, кои што навечер доаѓаат и можат да газат по вашите физички тела и да чувствувате како сенка да ве гази и како да иницира акт, сексуален чин. Ако сте спасени, исто така е можно да се случува, но не може да сте обседнати. Бидејќи вие што сте спасени христијани, во вас е веќе Светиот Дух. И не можете да бидете обседнати, туку можете да бидете угнетени. Има разлика. Угнетен значи да си малтретиран од надвор, додека кога си обседнат, влегува во тебе и превзема контрола врз твојата волја. Така прави демонот или демоните. И тоа е опасна состојба, бидејќи тогаш се мешаат различни мисли, сакаш едно, те тера друго да размислуваш и различни други проблематики се случуваат. Затоа, многу е важно да сте свесни дека кога вие сте спасени со Светиот Дух, демоните мораат да користат други средства за напад, за да ве вклучат во грев, бидејќи не можат директно да ве контролираат. И затоа користат сексуални искушенија, и кога некој ве искушува сексуално, дури ако таа личност е на екран, на телефон или на лаптоп или на таблет, без разлика, вашето грешно тело ќе се подаде на тоа искушение, ќе падне под тоа влијание и затоа треба да сте свесни сами да редуцирате, да правите рестрикција, што гледате, како, на што сте изложени и слично, бидејќи демонското влијание секогаш демне во позадина и ве повикува да се предадете на овој мрачен грев, за да може потоа да ве узурпира со други состојби на страдање. И петата точка за индикатор за духовен напад е практика на окултизам, чародејство, магепсништво и претскажување. Но оваа точка ќе се задржа малку подолго, за да ви објаснам подетално за некои работи кои што верувам ве интересираат. Луѓето многу пати имаат потреба од совет или насока да добијат во својот живот. И затоа кога се збунети, кога се сами, кога не им е јасно како во животот понатаму, неретко посетуваат гледачи на кафе, гледачи на тарот карти или на руни карти, но не знаат дека со самото тоа, посетување на такви места, тие директно отвараат врата за ѓаволот и за демоните. Последиците од оваквите нешта се угнетување на душата, што е проследено со страдање во мисли и емоции, паника, фобии, халуцинации, потоа болки во физичко тело кои што се без јасна етиологија, како фантомски болки кои што некогаш се во срцето, некогаш се во стомакот, некогаш во главата, се преместуваат, шетаат, потоа појава на страф, немир и аларм како за смрт, како да ќе умираш ти или некој твој близок. Сето тоа е духовен напад од демонски сили и многу е важно ова да го разберете, дека може да ви се случи како неспокој или страф за самите вас, за вашето здравје, или пак страф за ваши блиски, дека такво нешто може да им се случи како несреќа или како смртен случај и така натаму. Ова зошто го истакнувам? Бидејќи дури вие лично да не сте отишле кај некој гатач или бајач, можно е да бидете по такво влијание, особено ако некој од вашето семејство бил на такво место, посетувал гатач, гледач, бајач, демек за подобро да направи, последиците од тоа веднаш се случуваат и се манифестираат, бидејќи кога некој од семејството го прави тоа, фактички има како легално право да тие демонски сили пристапат до членовите на семејството. И затоа треба да сте внимателни дали сите од вашиот тесен круг на семејството имаат свесност за тоа што е добро, а што е зло. Бидејќи ако некој рече отиди на бајач, ќе му биде подобро на твојот внук или на твојот син и го наведе човекот да го направи тоа, кога човекот ќе отиде на тој бајач или гледач, возможно е да се случи големо влијание врз синот или кој да е за кого бајат
и тоа дете да пропадне во уште поголемо страдање и агонија. Ова е важно да ви го кажам, бидејќи исто така се случува вражалство или вештерство дури во христијански кругови. Особено во христијански кругови каде што одредени луѓе се молат по одреден начин. И најчесто да речеме некои се молат за подобро твоја иднина, подобра да биде, да излезеш од одредена црква. И се молиш за да излезе, или некој се моли за да излезе, да речеме, братот или сестрата или родителот да излезе од црквата. Кога тоа се случува, тоа е сатанска молитва, бидејќи јас, еве, како пастор, сум во соработка со многу пастори и сум комуницирал со многу цркви, многу повеќе од странство отколку во Македонија, но не сум сретнал пастори што се вистински да се молат за некој верник да излезе од нечија црква. Барем со тие што соработувам, такво нешто не сум сретнал од нив и од нивната уста. Но има некои што се прават дека се пастори или духовни учители, ги заведуваат луѓето во некакви различни разбирања и ги тераат да се молат луѓето по небиблиски начин. Кога се случува таква молитва да се практикува, тоа е веќе сатанска молитва, што е спротивна на Бога и на тој начин одреден роднина, сакајки демек да направи подобро на друг роднина, може да ги покани демоните во нечи живот. И затоа не треба да дозволувате секој да се моли за вас, односно би истакнал да им забраните да се молат за вас, бидејќи не можете да знаете под какво влијание се тие, под каква доктрина се, какви им се верувањата. Не можете секогаш да сте свесни и на кого се молат. Може се моли на некој Бог. Сите викат на Бог, Бог, Бог се молам. А кој е нивниот Бог? За некого тој Бог е Климент, за некого е Буда. И затоа треба да сте многу внимателни. Ваша е одговорноста да вие превземете нешто. Брате, не сакам повеќе да се молиш за мене. Јас, мојот избор ти го кажав. Ако одиш против мојот избор и ова што ти го порачувам, тогаш тоа е твоја последица, твој грев, твој проблем. Дали е брат, сестра, мајка, ти си должен да поставиш црта, линија. Не сакам да се молиш за мене. На тој начин немаат после легално право да влијат врз вас. Ако не им кажете стоп, а сте крвно поврзани, тие секако имаат право да се молат за вас и дали вас ќе ви е добро или не, тоа вие ќе си осознаете. За да немате последици, зацртајте јасен став докаде можат да одат одредени луѓе. Сега ќе продолжам и ќе читам од Второ Законие, 18 глава и ќе правиме анализа од 9 до 14 стих. Вели вака: кога ќе влезеш во земјата која Господ твојот Бог ти ја дава, да не свикнеш да правиш гнасоти како што вршеле тие народи. Да не се најде меѓу вас човек кој го тера синот свој или ќерката своја да помине преку оган заради очистување, или да предскажува, да гата, или пак маѓепсник, бајач или што повикува духови, ниту пак волшебник, ни таков што разговара со мртви, зашто секој кој го прави тоа е гнасен пред Господ и токму поради тие гнасоти Господ твојот Бог ги изгонува од пред тебе. Биди непорочен пред Господ твојот Бог, зашто тие народи што ти ги прогонуваш ги слушаат гатачите и предскажувачите, а тоа Господ твојот Бог на тебе ти го забранил. Се однесува за евреите кога Господ им зборува, тие влегуваат во одредена област, во одредена земја и им дава јасен указ да не ги превземаат нивните окултни действија. Но истото важи и за сите ние кои што сме Божи народ. Што значи тоа да не се најде меѓу вас што го тера синот свој или ќерката своја да помине преку оган? Дали знаете тоа што значи преку оган? Скокање над оган, преминување преку оган и газење жар се ритуали кои што незнабожците ги правеле за очистување. Во паганизмот тоа е присутно и во христијанството е впротнато кога се палат коледарските огнови.
Слични се кога има запрочка одредени огнови со скокања или со пеења одредени песни. Тоа се остатоци од такво време. Многу од тие што ги правеле овие ритуали, ги жртвувале своите деца во оган, бидејќи служале на лажни богови и дури ги жртвувале своите деца, односно ги убивале. Другиот аспект што е спомнат вели да не се најде да некој да предскажува, да гата или магепсник, бајач или што повикува духови и така натаму. Предскажување и гатање во основа е дух на питон, кој што може да шпекулира за некои настани дека ќе се случат, односно како да ги предвидува, но тие духови не се сезнаени духови, не знаат се. И иако некогаш може нешто да се погоди како да е вистина, тоа не значи дека се од Бога. Тие се манипулативни духови кои што заведуваат со совети за подобар брак наводно, подобар живот, здравје и слично, и луѓето наместо да се свртат кон Бога да го прашаат за водство и насока, се обраќаат на такви гатачи, а тоа пред Господ јасно прочитавме дека е гнасно. И таков дух имаше една жена во Новиот Завет која што одеше позади апостолите и кажуваше дека тие се Божји слуги, кажуваше точно, но духот не беше Божји. И затоа што направи Павле, ја ослободи жената од тој нечист дух, предскажувачки дух на питон. Магепсник, нели е спомнат, некој што прави магии. Таквиот човек може да действува манипулативно врз луѓе со помош на зли духови, да предизвикуваат несреќи, да нафрлаат нечисти духови врз некој друг, да практикуваат хипноза и неприродни манифестации со цел да доминираат во очите на другите луѓе. Кога зборувам да манифестираат неприродни работи, тука зборувам на оние трикови. Некогаш се само трикови за забава, но има и поинакви трикови со цел да ги заведуваат луѓето и да ги убедат да им веруваат. Таков беше и Симон Магепсникот од Новиот Завет. Бајачите. Што се тоа бајачи? Тие користат природни материјали од земјата, како корења, тревки, босилоци и слично, и ги користат како лекови, соработуваат со нечисти духови и во современото време може да се препознаат како худу ритуали. Тие се викаат худу ритуали. Тие можат исто така да бидат и повикувачи на духови. Чародејство или волшебништво во основа е вештерство и разговарањето со мртви е основна карактеристика со нив, познато како некромантија. Слично е со практикување на вуду ритуали со кои што им служат на духовите наречени лоа. Тие се духови, ова е според афрички верувања, и се покоруваат на тие духови лоа и користат религиозни објекти за да комуницираат со тие духови. Користат кукли врз кои што се одвива манипулација врз одреден човек, кој што го забиваат со одредени игли, конци и така натаму. Покрај тоа што потекнува тоа од Африка, сепак различните форми на чародејство пред се потекнуваат од демоните и има разни окултни учења кои што се практикуваат за да се влие во духовниот свет. Ете, сето тоа што ви го спомнав, Бог не го сака, сето тоа е гнасно пред Бога, и ако некој тврди дека верува во Бога, а се советува со луѓе од овој калибар окултисти, тогаш практикува гнасен чин во Божите очи. Сите форми на вражалство и чародејство под било кое име да е презентирано во денешницата, мора да знаете дека од Бога не е одобрено, бидејќи со секое такво дејство, што се случува? Се угнетува човековата волја и се поробува човековата душа. Се угнетува човековата волја и се угнетува човековата душа. Кога се угнетува човековата волја, тоа значи дека човекот не може правилно да расудува, не може правилно да одлучи. Има конфузија во мислите и проблем со емоциите. Кога зборуваме за поробување на душата, значи дека он веќе не е власник, не е слободен на својот живот. Доказ за тоа е словото што Бог го дава на пророкот за да им го каже тоа на лажните пророчици. Читам од Езекијел 13 глава 17 до 21 стих.
А ти, сине човечки, сврти го лицето свое кон керките на овој народ, кои пророкуваат од своето срце, и кажи пророштво против нив, па речи, вака вели Господ Бог. Тешко им на оние што си пришиваат магиски амајлии под мишките и прават превези на главата во секоја големина, за да ловат души. Зар ловејќи ги душите на мојот народ, вие ќе си ги спасувате вашите души и ме обесчестувате пред мојот народ за рака јачмен и за парчиња леп, умртвувајќи ги душите што не треба да умрат, а оставајќи ги да живеат оние души што не треба да живеат, лажејќи го народот што слуша лага? Затоа вака вели Господ Бог. Еве, јас сум против вашите магиски амајлии, со кои ги ловите душите како птички, ќе ги искинам од подмишките ваши и ќе ги пуштам на слобода душите што ги ловите како птички. Ќе ги парчосам вашите покривала и ќе го избавам својот народ од рацете ваши. Тие нема да бидат веќе плен во рацете ваши, па ќе познаете дека јас сум Господ. Амин. Магиски амајли што се пришиваат под мишките на долните мајци од дамнина било практика и денес ги има и луѓето ги разбираат дека некои од нив се памукчиња со помазание од свети мошти или муслимански амајли како триаголник, кој што го носат на долната мајца за да ги заштитува од уроци или несреќи. Во таа категорија спаѓаат мартинките и во таа категорија спаѓаат бројаниците. Не може тие предмети вас да ве штитат повеќе од колку Бог се моќниот. Практикувањето и примената на вакви средства само укажува на тоа дека вие немате целосна доверба во Бога. Сето тоа што наводно, па макар и во христијанство, означува нешто, не значи дека е така, бидејќи библиски, ако требало така да биде, кога ќе сме се раѓале, Бог ќе не раѓал, ќе сме испаѓале од мајката со бројаница на раката. Така да такви работи окултистички и пагански, иако ова не го знаете и може ви е чудно, треба да го дознаете влегувајќи во Светото Писмо. Превезите кои што се ставале на главата како покривала во минатото, тие биле превези како округли и биле со различна големина и ги ставале на главите на луѓето до згора. И на тој начин ги покривале главите и со тоа ги ловеле душите. Им го заматувале умот, ги ловеле. Поробена душа значи потисната волја, угнетени емоции и мисли и лесен плен за контрола и за блокирање на нивната иднина, односно човекот се однесува како птичка во кафес. Заробена птичка во кафес. И така се однесува човек кога е под такви духовни напади. Нема слобода, каде и да се сврти, чувствува дека е во затвор, нема излез, не гледа светлина и гасне. И затоа со тие действија што ги вршеле во тоа време, дури правеле некои да умрат насилно, а други пак да живеат. Тоа веќе ги поставува тие пророчици на ниво да они да одлучуваат кој ќе живее, кој не. Се мешаат во работата на Бога. И тоа го правеле дури за пари, за јачмен, за леп, прочитавме. Разбирате ли? Ги заведувале луѓето. Зошто ова е важно сега што го слушаме? Бидејќи денес луѓето се уште одат на вакви места или практикуваат окултистички обреди, како повторувачки басни за баење, кои што современо можат да се препознаат со еден нов термин – позитивни афирмации. Исто така служат на лажни богови преку различни поклоненија во различни пози, познати во јога како пози на истегнување. Не е јогата спорт. Не е спорт јогата. Јогата од каде потекнува? Од каде излегува од истокот? Од будизам. Така? И како може да биде спорт? Направено да изгледа спортски. Но не, секоја позиција е поклонение кон лажен Бог. Зошто луѓето ова го прават? Има две причини. Бидејќи или не знаат за Бога и каков е Бог и кој е Бог, соодветно не му веруваат па прават што и да е. И втората причина е знаат за Бог, но својата потреба ја ставаат пред Него. Односно, се ќе направат за да си го средат животот,
да си се омажат, оженат, да се вработат и слично, кое што укажува на своеволие и егоцентризам. И таквите луѓе на себе си се сами газди, не прифаќаат Божји авторитет, не се подчинуваат на Бога иако знаат за Него, и такви стануваат најчесто лица кои што се неблагодарни кон Бога, за кое што е пишано дека во последно време тоа и ќе се случува. 2 Тимотеј, 3 глава, 2 до 5 стих. Вели, луѓето ќе станат себични, алчни за пари, самољубиви и горделиви, ќе навредуваат, ќе бидат непослушни спрема родителите, ќе бидат неблагодарни и без светост. Какви? Неблагодарни и без светост. Ќе немаат љубов, ни желба да си простуваат. Ќе се клеветат еден со друг, ќе немаат само контрола. Ќе бидат свирепи и ќе му се противат на се што е добро. Ќе станат предавници, безобзирни и вообразени. Наместо да го сакаат Бог на прво место, ќе сакаат да уживаат во своите страсти. Навидум ќе изгледаат побожни, но тие ќе одбиваат силата што може да ги направи навистина побожни. Држете се понастрана од таквите луѓе. Со извичник завршува стихот. Амин. Прочитавме какви ќе бидат луѓето во последното време. Видовме разузданост, себичност, своеволие, егоцентризам. Сега некој од вас имате врска со партнер, но не сте венчани. И во таа врска практикувате интимни односи, без да е склучен брак. А тоа пред Бога е грев. А гревот кога се практикува, тоа значи покана за ѓаволот и демоните да влезат во тој живот. Кога вие практикувате грев, а грев е кога не сте венчани пред Бога, имате секс, вие го каните ѓаволот и демоните, и тие кога напаѓаат, ја расипуваат врската, го крадат она што ви е убаво како благослов, како хармонија, како заедништво, предизвикуваат вируси како ХПВ, предизвикуваат абортуси, дури предизвикуваат деформитети во зачнувањето на бебето кое што е зачнато во вонбрачна врска, предизвикуваат неплодност бидејќи органите во вашето физичко тело, репродуктивните органи кои сте ги направиле да бидат инструменти за практика на грев, демоните ги превземаат и можат да ги онеспособат. Господ има зошто кажал што е грешно да не се прави, што е исправно да се прави, не за да бидеме ние послушни робови, туку едноставно послушни за нас да ни е добро, бидејќи Бог го има најдоброто за нас. Кога одиме против Бога, ние сами себе се убиваме. Може некој ќе си рече, мој живот ќе си правам како сакам, ќе си живеам како сакам, но тоа е непокорство. И Бог нема да го награди непокорството. Вие како родители што имате деца, дали вие ќе го наградите вашето дете ако направи нешто лошо? Ако прегази жена на улица, ќе му речеш браво синко? Ако ќерка ти расипе нечи брак, ќе речеш браво ќерко? Така ли ќе направите? Ниту еден нормален и совесен родител не би му рекол браво на своето дете доколку прави состојби и ситуации кои што не се добри. Нема да го одобриш сето тоа. Иако ние знаеме дека Бог е љубов, дека е добар родител, дека е грижлив за сите нас, тој нема да направи компромис со твојот грев, колку и да те сака, бидејќи Бог останува свет и праведен. Амин. Затоа не треба да се дозволи на бунтовничката природа да раководи со вас преку тие телесни нагони и страсти, бидејќи има многу последици после тоа. Пророкот Самуил му кажува на Саул, вели, непокорноста е како гревот на вражањето. Самоволието е како злосторство со идолите. Вели, ти го отфрли Господовиот збор, затоа Господ те отфрли тебе за да не бидеш повеќе цар. Ова му го кажа Самуил на Саул, бидејќи беше непокорен. Значи, непокорството е како вражањето, а самоволието како злосторство со идолите. Така да човек кога е самоволен, е исто како да прави идолопоклонство на лажни богови. Човек кога е непокорен на Бога, е исто како да практикува вражање. И затоа треба да се земеме на себе и може ќе речеш, јас не одам на вражање. Да, ама твоето непокорство е рамно на вражање. И да ќе речеш, јас не правам идолопоклонство, не се кланјам на лажни богови,
Ама овде вели самоволието е тоа. Зошто ви го кажувам ова? Бидејќи ако сакате слобода и нов живот, треба да дозволите Христос да ве ослободи од сето тоа, да го примите во своето срце, бидејќи едно е ти да знаеш си слушнал за Христос, а друго е ти да го прославиш како свој Господ и Спасител. Ако не го направите тоа, тогаш сте во лоша позиција. Читам од Римјани 1 глава. Ке читам 21, 22 стих, 24, 26 и 32. Вели вака: зашто иеко го познаа Бога, не го прославија како Бог, ниту покажа благодарност. Одново благодарноста се спомнува, односно недостатокот на благодарност. Претходно прочитавме дека луѓето во последно време ќе бидат неблагодарни. А овде вели вака: иако го познаа Бога, не го прославија како Бог, ниту покажа благодарност, туку станаа суетни во своите мисли и нивното неразумно срце се помрачи. Зборувајќи дека се мудри, станаа безумни, затоа Бог ги предаде според желбите на нивните срца на нечистотата, така што сами да си ги обесчестат своите тела. Затоа Бог ги предаде на срамни страсти. Нивните жени го заменија природното општење со неприродно. Мажите исто така го оставија природното општење со жена и се распалија со сладострастност еден кон друг, правејќи мажи со мажи срамни работи, добивајќи заслужена плата во себе за својата заблуда. И бидејќи не се обидоа да го имаат Бога во нивните мисли, Бог ги предаде на нивниот изопачен ум, за да прават што не прилега. Исполнети со секаков вид неправда, расипаност, алчност, зло, полни со завист, убиства, расправи, лукавства, подмолност, озборувачи, клеветници, мразители на Бога, насилници, горди, самопофалувачи, измислувачи на зла, непокорни на родителите, неразумни, неповерливи, без љубов и без милосрдие. Тие ја знаат Божјата правда, дека оние кои прават така, заслужуваат смрт, па сепак не само што го прават тоа, туку им одобруваат и на другите кои прават. Значи, овие стихови се многу силни и овие стихови укажуваат на тоа. Ако го познаваш Бога и го прославиш Господ и му укажуваш благодарност, ќе одиш по неговиот пат и се ќе биде добро. Но да го познаеш само Господ, да знаеш дека го има, ама не го славиш како Бога, не го прифаќаш како Бог во твојот живот, не си му благодарен, тогаш ќе бидеш препуштен на суетата на своите мисли, на твоето помрачено срце и ќе бидеш предаден на безумието и на сето она кое што е нечисто, кое што е неприродно. Дури и некој што сте правеле вакви работи, да знаете дека тоа било заради тоа што сте биле препуштени на своите нагони, на своите помрачени мисли и срца. Но не мора така да биде. Не мора така да останете. Имено Христос дојде за да не спаси сите нас и да не избави од гревовни луѓе, да направи праведни луѓе. Тоа не значи дека нема да сгрешиш, меѓутоа свесно нема да одиш во грев, бидејќи љубовта кон Бога ќе биде поголема од љубовта за грев. Затоа е важно Христос да владее во нашето срце. И некој од вас можеби немате вакви предизвици што ги спомнувам, си мислите дека сте подобри од другите, но имате друг проблем. Самоправедност, озборување, суета, осудување на други луѓе. Ако тоа го правите и сумислите, ве става во иста позиција како да сте со оние другите што практикуваат други типови на гревови. Се тоа што ви го кажувам е слабост, телесност, похотност, што произлегува од грешна природа. Но таа природа е поразена на крстот кога Исус беше распнат за нас и тој нас не разреши од силата на гревот. Тој грев повеќе нема сила врз нас, ниту во нас. Затоа е важно да сватите што направи Исус за нас, дека не ослободи од робството на гревот и со верата во Него имаме победа над гревот, над сатаната, не може тоа да доминира во нас. Во 1 Коринтијани 15 глава, 56 и 57 стих вели: о силото на смртта е гревот, а силата на гревот е законот. Но фала му на Бога кој ни даде победа преку нашиот Господ Исус Христос. И затоа е важно таа победа да почнеме да ја живееме. Кога ќе се фокусираме на тоа што Господ направи за нас, нема да се фокусираме на нашите слабости и на сите светски искушенија кои што се појавуваат како налажен
рингишпил и циркус. Значи, кога слабоста и гревот започнуваат да стануваат надмоќни во вас и не можете да се спротивставите, тогаш позади тие нешта стои демон. Секогаш кога страста да се препушите, или да се препиете, или прејадете, или да користите што и да е, порнографија или овоuna, кога не можете да се спротивставите, во многу случаи позади таа работа стои демон кој што ве стимулира да го правите тоа и вие ако се предадете ќе бидете како марионета во рацете на ѓаволот и затоа не треба да си го дозволите сето тоа. Значи мора да разберете што е тоа што те тера. Бидејќи кога ти си свесен дека има одреден проблем, веќе повикот е не да бидеш пасивен верник, да чекаш пасторот да се помоли за тебе да те ослободи, да чекаш ова, да чекаш она, туку ти како верник во Христос да станеш и да се спротивставиш на тоа зло. Како? Со тоа што во името на Господ Исус Христос ќе се спротивставиш и ќе ги избркаш тие работи од тебе. Пример те тера на порнографски содржини, на мастурбација, што правиш? Стануваш, не чекаш, одиш во тоалетот и започнуваш во името на Господ Исус Христос заповедувам дух на похота, дух на блуд, ти заповедувам замени и отстапи од мене, немаш право ниту врз моето тело, ниту врз моите органи, ниту врз мојот ум. Моето тело е храм на Светиот Дух, го имам Христовиот ум и Господ целосно е господар на мојот живот. Не ти дозволам, немаш пристап. Кога ти тоа ќе застанеш со тој став, ќе се спротивставиш на нечистите сили, тие нема веќе да имаат сила за тоа да го прават. Дури и повторно да се случи, повторно заповедуваш. Ако ти дојде да искашлаш да исплукаш, исплука, искашлај и тоа е тоа. Продолжуваш напред. Но ако ти молчиш, добро, ај не гледам, па ќе заспиш, па ќе станеш, па ќе пуштиш телевизор, тебе ќе те копка тоа од внатре. Тој ќе те чека во момент кога ќе си уморен или кога нема да имаш толку контрола врз своето тело, ќе те начека да те наведе да го направиш тој грев, или да отидеш со друг партнер, или да се искоцкаш и што и да е, да се издрогираш, или што и да е. Но вие не сте повикани да сте робови на ѓаволот, вие сте ослободени од тоа. Но таа слобода, вие треба сами, со вера во Христос, да ја живеете, да превземете одговорност. Не може некој друг да е одговорен за вас. Ти си тој што верата во Бога треба да ја спроведеш во сите области на твојот живот. Едно е јас да помогнам со молитва или некој служител, но ти мораш сам да си зависен од Бога, а не да чекаш некој да дојде да ти ги извади вошките од главата. Сега што сакам да и укажам овдека што е многу важно. Ако вие уживате во грев и вие убаво вака да слушате за Божјата благодат што пастор Константин ја зборува, треба да ви укажам дека тој што живее во благодата на Господ Исус Христос не сака да практикува грев и се противи на тој нагон што обесчестува, бидејќи ако благодата е во нас, таа тогаш има задача да не учи на нешто. Тоа го пишува во Тит 2 глава 11-14 стих. Вели, бидејќи се јави Божјата благодат спасителна за сите луѓе, таа не учи да ги отфрлиме нечесноста и похотите од овој свет, честно, праведно и побожно да поживееме во овој век, да чекаме да се исполни блажената надеж и да се јави славата на великиот Бог и Спасител нашиот Исус Христос, кој се даде себе за нас, за да не избави од секакво беззаконие и да не очисти, та да му бидеме народ избран, ревносен кон добри дела. Амин. Значи, ако благодата работи во тебе, тогаш таа ќе те учи да не практикуваш похота, нечестност, туку да живееш честно, праведно, побожно и така натаму. Значи, не можеш да се извадиш со изговорот јас сум пророк, или Бог за се мене ќе ми прости, или мене духот ми кажува, или видов вакво видение, или имав исцелително помазание, рацете ми горат. Колку ти да си благословен со сето ова што го спомнав, не ти дава тебе право да судиш, да озборуваш, да си горд, да си самоправеден, да практикуваш телесен грев. Затоа и да имаш дарови за служење, треба да си свесен да не испаднеш од оние, Господе, Господе, нели во Твое име пророкувавме, нели во Твое име гоневме демони,
а Исус ќе рече бегајте, не ве познавам. Затоа е многу внимателно, бидејќи Светиот Дух знае се, Светиот Дух е постојано со сите нас и е Духот на вистината. Ако вие лажете, вие го лажете кого? Господ што се знае и гледа. Господ знае што имате во срцето, а јас како пастор сум должен да ве поучам сите вас да не си поигрувате со Бога, да не си играте вие со Господ и со Словото. Мора да знаете дека тесен е патот на спасението, а широк е патот кон пропаста. Овој тесен пат е убав, но значи да имаш цел пред тебе и да не скршнуваш ни лево и десно. Дури да скршнеш, Бог ќе те избави, но не го земе тоа здраво за готово. Упс, ми се испушти, направив ваква пакост. Упс, ми се испушти, легнав со тој и тој, легнав со овој. Може ли да бидеш блудница истовремено да кажуваш дека Христос е во тебе? Затоа не личи благодата која имаме и живееме по таа благодат, дека се ни е простено и секој грев е платен со Исус. Да, така е, но таа благодат нас не учи да се отргнуваме од грешниот живот, од нечестниот, неморалниот живот. А не Господ е со мене, благодата ми тече во животот и јас сега ќе правам што сакам. Немојте да го искушувате Бога. Немојте да отпаѓате од таа Божја благодат, бидејќи таа е благодат, но не треба да ја погазиме. Таа треба да работи во нас. Кога не ја чувствувате Божјата благодат во вас, видете колку е опасно. Тогаш вашата надеж ја насочувате во таблетите. Кога ја нема таа благодат во вас, вие тогаш надежта ја поставувате во докторите, во нови компјутери испитувања, во финансиски учители гуруа, што ќе ви кажуваат во што да инвестирате пари. Надежта ја инвестирате во нови бизниси за брза заработка. Дури во некои предскажувачи, бајачи, енерготерапевти, јасновидци, во посебни икони кои што биле помазани и плачеле, и во чудесни баби кои што бајат негде на планина. Кога не дозволувате благодата да работи во вас, вашата надеж веќе не е во Бога. Паѓате од благодата и се надевате или на човек, или на светски работи и на погрешни нешта што ве водат во страдание. Уште поважно ќе ви биде ова, бунтовништвото во човековата природа. Знаете дека не дозволуваше да го исполнуваме законот. Законот вели не кради, не лажи, но точно тоа се провоцира. Тој закон беше даден преку Мојсе и тој закон е совршен, нема грешка во законот. Но целта на законот беше да укаже на тоа што е грешно, бидејќи луѓето си се правдаат, ами ова не е грешно, ова е малку грешно. Не е грешно да намигнам сокото, не е грешно да украдам една паштета аргета. Малку или многу грешно законот, тоа што вели дека е грев. И што е важно? Законот го покажа гревот, го разобличи, а бунтовничката природа не сакаше да се покори на законот. Но фала на Бога што го испрати Исус, бидејќи преку Исус дојде благодат. И преку Христос таа благодат започна од внатре да ја менува грешната човекова природа кај човекот и таа благодат започна да не учи како ние да живееме како вистински побожни луѓе, како вистински верници. Ова значи дека благодата е таа што нас не прави богоугодни. И ако таа работи во нечи живот, го носи тој Божи живот. Ама, кога некој не живее побожно, тоа укажува дека не е под благодата. Кога го примаме Христос, ја примаме благодата на Бога и таа започнува да оперира во нашиот живот внатре во нас и најчесто се изразува со промена на нашето вербално изразување. Ќе ви прочитам еден стих што се однесува за Исус, Месијата, Спасителот, уште пред тој да дојде. Псалм 45, втори стих, вели: Ти си најпрекрасниот меѓу синовите човечки, благодат се излева од твојата уста, затоа Бог те благословил довека. Ти си најпрекрасниот меѓу синовите човечки, благодат се излева од твојата уста, затоа Бог те благословил довека. Така гласи стихот. Првата област, каде што се изразува благодата на Месијата при неговото појавување, е од неговата уста.
Исус не беше благословен затоа што беше возлюбениот син на Бога, туку беше благословен бидејќи ги исполни условите за благослов. Првиот услов беше убавината или благодата на неговата уста. Тоа е неговиот говор и токму затоа Бог го благослови. Ова значи дека и нашите устни, ако ги поставиме во позиција да ја излеваат Божјата благодат, се квалифицираме за истиот благослов. Исус го имаше тој благослов, бидејќи се квалифицираше, се позиционираше за да го има тој благослов. Така можеме и ние да се позиционираме за тој благослов. Тука е важно да се истакне што е тоа благодат на нашите устни. Во Евреите 12 глава 28 и 29 стих вели: и така примајки го непоколебливото царство, да искажеме благодарност со која ќе му служиме на Бога, благоугодно со почит и во страв, бидејќи нашиот Бог е оган што изгорува. Во времето на Павле, да имаш благодат значи да си благодарен. Зборот благодат е тесно поврзан со зборот благодарам, значи благ. Да искажеме благодарност е збор што значи дека имаш благодат. И затоа не случајно зборот благодарам е поврзан со благодат и се сретнува на многу јазици. Зборот од латински зборам е од граце, нели, кое што во основа значи што? Милост или благодат. Благодат или милост. И тие зборови се всушност тесно поврзани, благодарност и благодат. Не случајно вели: и така примајќи го непоколебливото царство, да искажеме благодарност со која ќе му служиме на Бога благоугодно, со почит и во страв, бидејќи нашиот Бог е оган што изгорува. Значи, не можеш ти да имаш благодат и да не си благодарен. Првата манифестација на благодата е да бидеш благодарен. Односно, кога не си благодарен, надвор си од благодата. А во последното време луѓето ќе станат неблагодарни. Тоа значи дека ќе бидат надвор од благодата. Затоа е многу важно да сватите, кога не сте благодарни за тоа што го имате, првото нешто што го правите е мрморење, незадоволство, жалење, критикување, осудување. По твоите зборови ќе бидеш осуден и по твоите зборови ќе бидеш оправдан. Секогаш со твоите зборови, кога наместо благодарност искажуваш незадоволство, негодување и различни други песимистички изјави, погодете што правите тогаш. Го славите ѓаволот, односно му отварате врата на ѓаволот. За да не се случува тоа, основно е денеска ќе бидете ослободени од демони. Ама ако вие не го научите ова и излезете надвор и си кажете: тешко време, климата е тешка, ладно е, у Реума ме врти. Што си направил? Ослободен од духот на Реума, одново го враќаш назад. Кога отпаѓаш од благодата и кога ја немаш благодарноста во твоето срце, ја немаш ни во твоите усни. Кога сето тоа се случува, каде паѓаш? Паѓаш под законот. А кој е под законот, кога ќе го сгреши, нема да го исполни, заработува проклетство. А што се симптоми на проклетство? Страдање, немање здравје, немање просперитет, немање успех. И исто така немање заштита. Ранлив си. И кога си во таа позиција, ѓаволот со тебе си игра и си прави што сака. Морав ова да ви го објаснам, за да ве едуцирам и воспитам како да не му давате место на ѓаволот. Прво да научите дека благодата треба да работи во вас, ама дека таа не учи да не одиме по похотен живот, туку во честност, во светост. И исто така да осознаеме како таа благодат работи и што носи во нашиот живот. Благодарност. Кога срцето е полно со благодарност, тоа ќе излезе и низ усните. Ќе сме благодарни. Така му се служи на Бога. Меѓутоа, кога ние забораваме на тоа што Господ направи за нас, тогаш запаѓаме во една заблуда, во една инерција, која што предизвикува духовна летаргија и која што предизвикува полека отпаѓање. Паѓаш во духот, паѓаш со еланот, паѓаш со радоста, паѓаш со се, чекаш дигалка некој да те дигне. И тоа го чекаш да го направи пасторот. Ако ти имаш единство со Бога, ти ќе соработуваш со Светиот Дух,
ќе се опијануваш со духот, секој ден ќе се полниш во духот. И секој ден во заедништвото со Бога ќе чекориш победнички според победата што Исус ти овозможи. Мене не ми е тешко да послужам, но ти треба да се земеш на себе. Каде си ти? Почна ли да го исполнуваш Божиот повик за тебе или уште си верник консуматор? Дали си оператор ти, кој што действува според Божјата волја, го шири Евангелието, се спротивставува на злото, или пак си само пасивен, религиозен верник, кој чека нешто специјални ефекти да доживее за да се разбуди? На што се однесува христијанството во твојот живот? Зошто си овде? За потреба ли? За тоа ли ти треба Господ? Само кога ти треба нешто? Господ нема да откаже, ќе те ослободи, ќе ти помогне. Но зошто? За да се вратиш ли назад во пеколот, во подрумот, таму каде што ги фати сите демони и болести ли? Не, туку за да одиш исправено, смело како Божјо дете, исполнет со Божјата благодат, да го представуваш Христос пред сите, да не се плашиш од ништо, туку да живееш победнички, верувајќи дека кога Господ е со тебе, нема ништо против тебе. Така станува војската на Христос и го освојува овој свет. А не како пасивни што читаат религија, што читаат само тука се собираат во црква и алелуја, алелуја пеат караоке. Тоа не е вистинско славење на Бога. Секој ден се обожува и се слави Бога. Секој ден му се поклонуваме на Бога. Секој ден сме му благодарни на Бога. Ние сме повикани, тоа е нашиот здив. Има многу цркви, но со што се полни? Со слаби верници, религиозни, со шамии. Какви верници? Ако сме во Христос, навистина треба да копнееме, да се разбудиме. Како јас да бидам посилен во верата? Како да бидам попродуктивен? Како? Единствено, знаете ли како? Кога ќе дозволите да се препуштите на Бога, кога ќе влезете во Неговиот мир, во Неговата починка, во Неговиот шалом, кога ќе оставите и работа, и дете, и обврски, и барем малку тој ќе ви стане најважен од се, кога Он ќе биде вашиот Господ, а не вашата работа, не вашите пари, не вашите обврски проблеми, не вашите диагнози. Прв кога ќе биде Исус, тогаш ќе осетите што значи Бог да е со тебе. Тогаш ќе почувствувате дека не сте слаби и сами, туку дека сте избран род, повикани да му служите на Господа како царско свештенство. Храбри и смели, што и да се случува, нема да потпаднеме. И прогонства во светот, и навреди, и што и да е, и демони, и магии, ќе бидеме недопирливи, зашто поголем е Бог во нас отколку Он е во светот. Господ не повикува во Колосчани 3 глава, вели 15-16 стих, и Христовиот мир да владее во вашите срца, за кого сте и повикани во едно тело, и бидете благодарни со извичник. Бидете благодарни. Вели Христовото слово да живее изобилно во вас, во секоја мудрост учете се и опоменувајте се еден со друг, со псалми, химни, духовни песни, пејќи му на Господа со благодат во вашите срца. Пејќи му на Господа со што? Со благодат, со благодарност во нашите срца. Амин, алелуја. Значи, неблагодарноста е одлика на тоа дека не си во благодата на Бога. Тоа значи, како што спомнав, под закон, од закон во проклетство, страдание и така натаму, ѓаволот копне да сте таму. Ѓаволот сака да ве стави под закон, да паднете во проклетство за после да ве шамари од сите страни. А Господ копне да сте во Неговата благодат. Така да и да поминете на улица и некоја вештерка да ве проколне и вуду да ви прави. Нема да може, секоја игла што ќе ја вдене во куклата ќе си ја вдене во своето срце. Бидејќи кога сте во Христос, вие веќе сте ново создание, вашиот дух е жив и не може да ве ловат како птичка. Бидејќи не сте птичка, вашата душа е спасена во Христос и веќе не сте ранливи. Но за да го живеете победоносниот живот во Христос, дозволете Светиот Дух да ве води. Ако гледате слабост, едно, друго во телото, гледаш, те тера на некој грев, те тера да се препиеш, прејадеш, те тера на пари да сакаш и слично, мамон, нели духот на парите. Спротистави му се. Тие што ги имаш, пари, да речеме 500 ти останува, и се тресеш како до први, земи дај ги. Тоа ќе биде најдобар начин да му се спротиставиш на тој дух. Земи дај ги тие 500, остани гладен. Ма Господ ќе види твојата верност и ќе те снабди.
Ако се плашиш, ќе се врзеш. И тој мамон ќе ве направи зависни од парите, ќе ви го контролира животот со парите и се ќе сметате и ќе гледате низ призма на парите, а сте се нарекли христијани. Не го правете тоа. Вашата сигурност не е во парите. Вашата сигурност е од Христос. Вашето здравје е во Христос. Вашата иднина е во Христос. Затоа разбудете се. Се учиме. Еве се доучивме. Сега е време за практика. Видете, не е срамно да кажеш сум сгрешил, слаб сум. Знаете ли што е срамно? Кога криеш. Кога го криеш гревот, тогаш се идентификуваш со него. Тогаш тој сраснал во тебе. Ете, тогаш си во опасна позиција, бидејќи тој истиот што го криеш, одново ќе те натера да го повториш. Кога ќе му го кажеш на Господ, кога ќе го изнесеш на светлина, ќе прегори и нема веќе да има сила врз тебе. Лесно е и полесно е да се живее лицемерно христијанство. Она што е поважно и што е потешко е вистината од Словото да ја живееш. Сам не можеш, ама со помош на Светиот Дух можеш, бидејќи во нашата слабост се пројавува неговата сила. Ни помага, дури се застапува за нас. Улогата на Светиот Дух е токму таа. А вистината е дека Светиот Дух копне секој човек и верник да постане жив храм, храм на Светиот Дух. Што значи се расипува религијата, црквен систем се расипува и секој од нас станува жива тула во живата црква, во живиот храм, кое што е телото Исусово, чие што глава е Христос. Надвор од него целосно во името на Господ Исус Христос. Напушти ја целата негова внатрешност и сите негови органи. Сега нека биде разрешена од сета скованост. Нека отстапи тој товар и од емоциите, и од грбот, и од душата, и од телото во името на Господ Исус Христос. Нека замине дух на смрт во името на Исус. Лахабарабосундре махмахон. И заповедувам во името на Господ Исус Христос. Отстапи од нејзе и не се враќа повеќе во ова тело. Напушти од него со се корени, земи си ги сите придружни демони со себе. Отстапи од него во името на Исус и не се враќај. Излегуваш со се корен во името на Исус. Нека отстапи сега во името на Исус и нека замине од нејзе. Во името на Господ Исус Христос напуштај се што е изедено, спиено и се што не е од Господа. Сега заповедувам да отстапи од ова тело. Се што било баено, голтнато, проколнато во името на Исуса Христа. Секоја баена вода што ја голтнала нека отстапи сега со се што носело тоа во името на Исуса Христа. Отстапи од нејзе со се корен. Наборте се во името на Исус. Отстапи од нејзе со се корен. Излегувај бесу, нема право брзо. Припаѓа на Христос. Она му припаѓа на Христос и нема право брзо. Имав многу напади за мене, за мојата иднина, за мојот живот, лоши мисли, црни мисли. Му го споделив ова на пасторот, се помоли за мене. Фалам на Бога, од тогаш наваму немам никаков проблем. На прошлата богослужба кога имаше исцелување од нашите епископи, дека мене ме болеше кечмата скоро месец дена и со лекови, со зашто не ми поминуваше, а еве слава на Бога, од тогаш ме опушти супер.